Добар ден, народе на Македонија! Демократи и Работничката партија се наоѓаат пред Министерството за труд и социјала на Македонија. Велам труд и социјала, кое министерство треба да се грижи за социјалата, исто така за работниците, за пензионерите. Но за жал ова министерство постои 30 години во нашата независна, убава Македонија, наместо да се грижи, креира само проблеми. Ние, како демократи и Работничката партија, сакаме да предложиме до министерот да си поднесе оставка, а исто и владата, затоа што ништо немаат направено добро за пензионерите, за работниците, за социјалата. Сакам да кажам нешто многу важно за пензионерите. Денес имаме 330.000 пензионери, кои што 90% живеат на некоја си мизерна, просечна пензија од 10.000 денари. Дали можат, да го прашам министерот за социјала и труд и владата, овие луѓе да живеат во ова скапоти? Вие луѓе не знам што сте, дали сте политичари, дали сте луѓе, имате ли хуманост во вас да замислите со овие пензии, дали овие пензионери можат да живеат? Затоа ние предлагаме минимална пензија во Македонија да биде 16.000 денари. Минимално. На луѓето што немаат работен стаж да му се дозволи да се откупи, а ако немаат, ако се сиромашни, државата треба да го откупи овој стаж. Не смееме да имаме луѓе со 6, по 7, 8, 9.000 денари пензија на ова скапотија. Ги оставивме пензионерите на милост и немилост. Да не зборувам за работниците, тоа Горан ќе го каже, председателот на Работничката партија, да не зборувам за социјалата. Социјалата е катастрофа, никој не води грижа за луѓето со посебни потреби, старите, сиромашните, болните, самохраните родители. Затоа повикувам итно оставка министерот и владата на Македонија. Од вас немаме никаква корис. Ја користам приликата, бидејќи знам нема да си поднесите оставка, да го повикам народот, сите честни македонци, албанци, турци, срби, власи, бошњаци, роми, хрвати, срби, црногорци и други македонски граѓани во државата и во странство, да ни се придружите во борбата да ги тргнеме овие злосторници од власт, да го тргнеме злосторничкото здружение СДС, ДПМН, ДУ и нивните полтронски привезоци сателити, пошто 30 години разнебитуваат и уништуваат Македонија, што ни ги уништуваат животите на нашите деца, внуци, сограѓани и уништуваат Македонија. Министерство за труд и социјала. Едно од двете најуништувачки министерства, покрај Министерството за економија. За 30 години Министерството за труд и социјала не најде за сходно да ги донесе фундаменталните закони. Законот за најмала загарантирана исплатена сатнина и законот за синдикално организирање. За 30 години стандардот на работникот е паднат за 13 пати. За 30 години ова министерство дозволи работникот да остане без работа и без права. Наместо да се бори за секој вработен да има право на предвремено пензионирање над 50 години, секој вработен да има право на скратено работно време, наместо да се бори за 4-дневна работна недела, наместо да се бори за 6 часа работно време, Министерството за труд и социјала им помага на олигарсите за да ги експлоатираат работниците и да ги ништат работничките права. Сведоци сме на неправди врз работници извршени во фирмите на најголемите олигарси, текстилните фабрики, кај што работниците умираат на машини, кај што работниците не смеат да идат во тоалет, мораат мелни да носат. За жал, тоа е нашата денешна ситуација. Затоа многу наши луѓе не сакаат да живеат и да работат тука, туку ја напуштаат нашата држава, одат во белиот свет по корка леп. И затоа уште еднаш ве повикувам сите, придружете се во борбата против ова зло, изградено од